civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Навистина е голем бројот на прашања што ги доставивме до господин Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН во изминатиот период. Меѓутоа, можеби се здодевни, можеби нема време да ги одговори, но денеска имаме едно многу интересно прашање кое веруваме дека ќе биде предизвик за него да го одговори. Тоа е следното прашање. Кој е вашиот коментар на сведоштвото на заменик министерката за внатрешни работи, господја Славјанка Петровска, на ТВ24, која посведочи дека сте се јавувале во внатрешна контрола на МВР за да извршите притисок да се затвори случајот Теретана. Навистина, дали се јавувавте во МВР за да интервенирате, да ја спречите истрагата околу Теретана. Но, кога сме веќе тука, ако може, јас би сакал да ве подсетиме и на уште неколку прашања, кои беа доставени на 14 мај, преку електронската пошта, а тоа се следните. Веќе подолго време до нас стигнуваат информации дека на врвот во ВМРО ДПМН има превирања околу тоа кој ќе го преземе партиското водство со оглед на незадоволството од работата на сегашниот председател Мицкоски. Кој е вашиот коментар на овие информации? Се разбира прашањето, може да го одговори и представник на партијата. Колко е влијанието на Груевски во креирањето на политиките на вашата партија? Колко е неговото влијание врз партиското раководство, не мора само на лидерот? Дали имате план да се оградите од политиките на владата предводена од ВМРО ДПМН во периодот на владењето на Груевски? Понатаму, дали имате план за враќање на 8 милионскиот долг на партијата? Доколку одговорот е точен, во што се состои тој план? Како се финансираат кампањите на ВМРО ДПМН во услови на милионски долг? Докаде е постапката за решавање на проблемот со ревизорскиот извештај за председателските избори, за финансискиот извештај на ВМРО ДПМН, каде што има дупка од 400.000 евра? Што е со недостатокот од 3,2 милиони евра во извештајот од изборите во 2011 година? Се разбира, оставаме простор, доколку председателот на партијата Мицкоски е расположен да ги одговори прашањата и во едно видео интервју, се разбира дека ќе му излеземе во пресред, но секако дека оставаме простор и некој друг негов представник, портпарол или подпредседател во партијата да даде одговор на овие и на другите прашања кои досега се поставени, а за жал се уште не се одговорени, предпоставувам од максимално оправдани причини. Ви благодариме.